Ако дождот исчезне или ако го има премногу, може да биде проблем во секоја од опциите. Токму и затоа, климатските промени се многу важни. Во ова издание на Приказна фокусот го ставаме на климатските промени и предизвиците кои што не очекуваат во поглед на она што истите ќе го донесат. Климатските промени може да предизвикаат недостиг на многу ресурси, што може да се одрази на појава на зголемена сиромаштија, глад, суша и слично. Еве што успеавме да истражиме во овој контекст. Биолошката разновидност има многу важна улога во човековото општество и во економијата, бидејќи обезбедува бројни добра и услуги од кои зависат приходите на населението. Такви добра кои произлегуваат од биолошката разновидност се храна, влакна, гориво, чиста вода и воздух, плодни почви, лекови и природна контрола на штетници и заболувања. Растенијата, шумите и околината се подлежни на директно се изложени на климатските промени. Меѓутоа, секако, индиректно, климатските промени влијаат и на здравјето. Особено се прогнозира, ако сега имаме пандемијата од COVID-19, дека можеби некоја наредна пандемија ќе биде предизвикана точно од климатските промени, екстремните температури и така натаму. За здравјето на човекот, болести кои што се поврзани со зголемена температура се астма, диабетис, бубрежни болести. Потоа, со климатските промени и последиците кои што тие ги носат, имаме ширење на заразни болести. Доволно е да имаме екстремна температура, да јадеме некоја храна, таа да биде малку подолго изложена на овие високи температури, да почне да се развијат бактериите и со тоа да си нанесеме некоја болест. Потоа, со поплавите доаѓа до мешање на подземните води и водата за пиење, па така ако навреме не се детектира, може да настанат и овие заразни болести кои што се пренесуваат преку водата. Само во полето на медицината, многу неверојатни фармацевски откритија, како и лекот за рак и многу други заболувања, се откриени преку истражување на ретки растенија и животни во нивните природни екосистеми и живеалишта, видови кои со текот на милениумите се адаптирале на конкретни средини и чие исчезнување може да го лиши човештвото од бројни медицински ресурси. Климатските промени не се нешто што е ново или што ќе се случи во иднина, тоа е нешто што постоело од секогаш и затоа последиците ги чувствуваме трајно и секојдневно. Главни последици кои што сите ги осеќаме се поплавите, потоа силни ветришта, ерозија, како резултат на поплавите имаме ерозија на земјиштето, потоа во екстремните сушни периоди е суша, пукање на самото земјиште, летно време кога имаме високи температури имаме шумски пожари, па потоа сведоци сме на бранови на на тропски топлини кои што доаѓаат од Сахара, значи сето тоа ветровите го носат, и како резултат од сите овие појави, изумирање на растителен и животински свет. Тоа се оние основни последици на климатските промени. Климатските промени се сериозна закана за биолошката разновидност, бидејќи видовите еволуирале за да живеат на определена клима и честопати не можат да се адаптираат на повисоките температури, почестите суши и поекстремните временски настани. Токму поради овие сложени односи во екосистемите, миграцијата или исчезнувањето на некој вид неизбежно ќе ги изложи на ризик останатите видови. Генерално се очекува да има значителни промени, првенствено во количината, квантитетот на водата, а неминовно на тоа ќе доведе до промени во квалитетот. Различните водени екосистеми во Македонија ќе реагираат на различен начин. Реакцијата на Охридското езеро, кое што е релативно стабилно, кој се покажало во текот на својата геолошка историја дека е релативно стабилно, ќе биде многу помала во однос на реакциите на Преспанското езеро или Доранското езеро, каде што тие ефекти ќе бидат многу подраматични. Се очекува, например, таквите езера да преминат
во води со текот на времето и кон некои блатни екосистеми, односно да буквално тие езера и исчезнат. Но од друга страна, ако Преспанското езеро не исчезне, автоматски тоа ќе има ефекти врз Охридското езеро. Од друга страна, високопланинските води, односно дали високопланинските езера, кои што ги имаме на Шапланина, на Јабланица, на Јакупица, кај нив, кои што генерално се хранат преку врнежи од дожд и од снег, нивото на водата ќе се намали, а автоматски тоа ќе значи дека ќе преминуваат полека кон копнени екосистеми, односно тие ќе бидат осудени на нивно изумирање. Повисоки температури, поплави, помалку храна и вода, ова се само дел од опасностите кои ги носат климатските промени. Македонија е на мапата на држави кои што ќе имаат сериозни проблеми во иднина и поради климатските промени, а и се што носи загадувањето во овој сегмент кај нас, особено ние сме на мапата држави кои што ќе имаме проблем со водата, а ние сме, еве гледате колку непрактични во користењето на водата, во чувањето на изворите, водите се загадени, почвите ни се загадени, едноставно не можеме да си го перципираме проблемот. Изминатите неколку години се регистрирани како најтоплите откако се мери температурата во земјата. Иако климатските промени се природен процес и се случуваат уште од формирањето на нашата планета, сепак овие промени се интензивирани во последните 100 години како резултат на зголемените човекови активности, односно преголемата употреба на фосилни горива. Зголемувањето на температурата влијае врз времето на репродукција и миграцијата на растенијата и животните, врз дистрибуцијата на видовите, врз должината на сезоната на раст на културите, како и врз појавите на болести и штетници. Без спроведување на мерки за ублажување и адаптирање кон климатските промени, се оценува дека повеќе од четвртина од сите видови на копно се изложени на ризик да исчезнат до 2050 година. Покрај ова, истражувачите посочуваат дека губењето на биолошката разновидност само по себе ќе ги забрза промените во климата. Светот е на средината на најтоплата деценија откако почнале да се водат податоците од 1850 година. Според предвидувањата на Лондонската метеоролошка канцеларија, температурите за секоја од наредните 5 години ќе бидат за степен повисоки, а деценијата од 2014 до 2023 година најтопла во периодот од 150 години водење евиденција. Па јас мислам дека нема доволно информации и особено луѓето кои што се директно вклучени во производството, особено на храна и, ајде кажем, условно шумарскиот сектор и секторот за води. Мислам дека немаме доволно едукација во однос на климатските промени. Тоа е веројатно резултат на недостатокот на волја да се разговара за овие проблеми, повторно од аспект на тоа дека тие ефекти на климатските промени се долгорочни. И да пробаме ние да велам нешто да направиме, тие ефекти ќе бидат видливи тек за извесно време, нема веднаш да бидат видливи. Но затоа неопходно е час поскоро да се започне токму со таква едукација на секој ниво, почнувајќи од најниското, значи пред школска возраст, па се до, хајде да кажем, условно и администрацијата која е вклучена токму во справување со овие предизвици на проблеми. Научниците предупредуваат дека разорните последици на климатските промени ќе влијаат врз сите, без оглед на местоположбата, економската развиеност и големината на заедницата во која живеат луѓето. Која е примарната цел на Зелениот договор? And also not to say the EU's Green Deal, but to refer to it as the Green Deal, which applies to all of us, whether within the EU or not in the EU. And it is our, what we call it, our man on the moon, Europe's man on the moon, because this is our vision on how Europe can and has to become a climate neutral continent, the first continent in the world to show the success of being climate neutral. What does that mean? This does, first of all, not mean that this is an environmental project. It's much more than that. It is a
game changer and a life changer for all of us. It is changing our way we live, the way we eat, the way we dress, the way we go for transport, the way we commute, and it has to tackle exactly all these sectors. So it's not only an affirmative measure, if you like, to protect the environment, but it will need to reduce the carbon emissions in order to come to this ambitious goal of being climate neutral by 2015, while at the same time addressing also the economic aspects and pursuing growth, meaning how can we translate all these activities to achieve that goal with pursuing a growth for the economy in achieving this. And this is the main challenge that we are seeing, and this is obviously the challenge for all citizens of the planet, not only of Europe. Така е, чистата и нетоксична животна околина е една од најсуштинските заложби на Зелениот договор. Тоа е и воедно еден од најголемите предизвици на нашата земја. Дали со помош на Зелениот договор на некој начин ќе може да се направи промена во таа насока? Yes, indeed. The green financing is one of the major financing mechanisms, if you like, to address the Green Deal or any activity that has to do with addressing the climate change. But it cannot only be that. It has to be, as I said before, applied in all sectors. And it is about pooling of funds. It is about pooling of all our financial means, regardless where they come from. If it is from the national budget, if it is foreign investments, if it is these green facilities, or if it is grant money, as the European Union is also using here in North Macedonia. And it is important to say that we do not need to wait for this, because we have already in our pipeline, for example, in North Macedonia, in environmental sectors, in transport sectors, funds that are directed to this, which are not explicitly, if you like, green financing, but moving from private to public transport, addressing wastewater treatment plant in Skopje. These are all activities which will benefit, which will contribute to achieving those goals. And one needs to again reflect that it is not only a specific sector, but it is absolutely everywhere. And that for the region of the Western Balkans and North Macedonia, the climate changes are significant. We have seen in the past years devastating floods. We have seen serious droughts, also resulting in forest fires of last year. And this is something that will, if not addressed, will continue that way and will even increase. So it is everybody's job, and this is also why we are contributing so massively in this with our financial support to North Macedonia in addressing these things. But it will require more than that, and it will require also private investments. It will require companies to finance in this regard, to address investments in agriculture, to address investments in any branch of the industry and economy, in mainstreaming, in doing in everything that is done, also via this perspective of the Green Deal and of becoming carbon neutral. Дали кога веќе ова го споменувате, политиките од Зелениот договор ќе придонесат за креирање на нови работни места? Yes, absolutely. The past months, years have shown that any profiles that relate to this topic have an enormous absorption rate on the market, on the job market. But it also needs to be clear, and that it's not about only about new jobs created, but it is also about a transfer of jobs, a transfer of type of jobs, on how we will work in the future. And for this, we need already now to start to prepare, because to avoid being surprised afterwards. And this is why we are also looking into the educational systems. What profiles do students need to be taught to be able to perform those jobs afterwards? Because this is not an overnight achievement to come to that knowledge. And it is indeed an overarching aim that the European Union supports also here in North Macedonia. So it is about creating new jobs, short, mid and long term, with all these investments coming in that field that will create certainly a variety of jobs, but also the transition. When you think about the agriculture will need to become more sustainable. This will require a different profile. We will need to move into more biological, more organic branches instead of mass production, where currently a quarter of our food is thrown away. We need to move away from this. So there will be a job transformation also, and followed also by the education system. We need to teach students what they need to know, and not
from what they need to learn. Because like this, they will never be able to transfer into a world of the future, into a greener world, because the jobs that will be created in the future currently do not even exist. We do not even know them. So it is a real change of mindset for all of us, and we are commonly working on this. Како што можам да разберам, и децата ќе бидат суштински значајни во поглед на овие нешта кои што како обврски ќе ги превземаме. Absolutely, the children, the youth all over Europe, and this year we have the European Year of Youth. Are crucial in this, and we can see the engagement of the young population in this, the interest into the topic, and this is absolutely something that we are supporting, and where we want to have a very inclusive approach, that we want to take the youth on board. And we are seeing also in North Macedonia very dynamic participation in this. We see a lot of EU supported projects where the younger generation is actively participating in this on local level, but also on national level, and we are happy to see that also the contribution in our significant Green Deal campaign that we will be having follows exactly these steps, because sometimes you need to raise awareness of what are these things about, to inform citizens, to inform the population, what does it really mean on the way we dress in our throwaway society. And at the end we can see that also some measures which at the beginning may appear scary and harmful and difficult to implement, ultimately when they are done are not that much. As one example, the plastic bags that we have seen recently here, I think everybody has now accommodated it, and you cannot hear this conversation on this anymore. Промените во климата се повеќе се чувствуваат. Додека ние луѓето ги живееме нашите модерни животи, глобалното затоплување предизвикува збир на промени во климата на земјата, а засега мерките на светско ниво не се испорачуваат доволно. Имплементацијата на мерките на светско ниво не оди како што се очекуваше, впрочем затоа е итноста и важноста на конференцијата што се одржа лани во Глазгов, во Обединетото кралство, бидејќи она што земјите го договорија во Париз на 21-та конференција за климатски промени, земјите, државите не го испорачуваа. Па затоа требаше да поднесат поамбициозни планови за да може да ги достигнеме целите и да го спречиме глобалното затоплување од над 1,5%, односно 2, нели, во полошо сценарij. На национално ниво, она што цел свет го препознава кај нас е навистина амбициозните цели што ги поднесовме во Глазгов и служиме како пример кај земјите во развој за како една земја во развој, нели, во помал обем како нашата, може да придонесе во борбата против климатските промени. Сега тоа што не го очекувавме беше енергетската криза што се случи, па наместо повеќе да искористуваме и да се спремиме уште од пред некоја година, нели, за поголемо искористување на обновливите извори на енергија, ние се најдовме во ситуација да мора уште повеќе фосилни горива и јаглен да користиме за производство на електрична енергија. Младите се директно засегнати од климатската криза. Тие најмалку придонеле, но сепак директно ќе ги чувствуваат најлошите последици во наредните години. Кај младите се соочуваме со две работи. Од една страна е нивната летаргичност и пасивност, преголема окупираност со социјалните медиуми, што ги исклучува како активни чинители и граѓани во општеството. Меѓутоа, од друга страна, во нив има огромна енергија, огромна страст и огромна желба за акција. Само е потребен вистинскиот пристап и да им се овозможат можности за тие да можат да дознаат и да направат повеќе. Многу е важно младите да бидат вклучени во донесувањето на одлуките, националните стратегии, како и во нивната имплементација. Како што можевме и сите да приметиме, еве и на последните локални избори во нашата земја пред неколку месеци, доста од агендите беа зелени. Значи, од една страна има и развивање на свеста кај донесувачите на одлуки, политичарите, институциите, за дека е важно и итно да се справиме со еколошките проблеми и со климатските промени пред се, бидејќи тоа е
е дел од климатската криза, веќе не се ни промени, туку станува збор нели за една криза која што бара итна акција. И се навистина отворени, барем од наше искуство, кога станува збор со работка со младите. Сега тука работиме како сектор, како граѓански сектор и на мобилизирање на младите и на соработка со институциите, кое што можам да кажам, јас лично како организација ние сме задоволни. И потребно е од двете страни волја и интерес. Значи и младите да сакаат да бидат дел од тој процес, да се запознаат како работат институциите подобро, да се охрабрат, да бидат дел од тие процеси, меѓутоа институциите да ги отворат нивните врати, да не се плашат дека младите доаѓаат нели неискусни, туку баш напротив со отворени врати, нели, да го пречекаат нивниот ентузијазам и иновативност. За да можат да бидат дел од решението, младите мора прво правилно да се едуцираат, но и да имаат волја за вклученост во овие политики и активности. Премногу често ја слушаме таа фраза, иднината е ваша, ајде вклучете се во борбата против климатските промени, и веќе е клише, меѓутоа јас велам клише е со причина, бидејќи тоа навистина е така. И колку и да сме досадни тоа што го велиме, едноставно доколку сега младите не се вклучат во донесувањето на одлуките, во политиките, во активностите кои што се планираат да се прават во иднина, резултатот може да биде само тие да не се задоволни од тоа што на нив им следува, бидејќи сите тие планови, акции, политики што се креираат сега се креираат за подолг рок. Познавањето на причините за климатските промени би требало да ги освестат младите да превземат иницијативи. Кога зборуваме за климатски промени, обично подразбираме климатски промени во последните 100-200 години кои што се резултат на антропогени влијанија, бидејќи имаме и климатски промени кои што се природни по свој карактер. Меѓутоа, оние природните се долготрајни, милениумски, и со нив постепено доаѓа или до затоплување, до заладување и така натаму, значи низ долг временски или геолошки период. Додека она што ние сега го подразбираме како климатски промени, односно да кажеме луѓето го подразбираат или за кое што најчесто се зборува денеска, тоа се оние кои што настанале како и настануваат и се зголемуваат се повеќе како резултат на антропогени различни притисоци, испуштање на одредени гасови во атмосферата, наречени стакленички гасови, и релативно нагло зголемување на температурата на воздух, просечната температура на воздухот, кое што од прилика за последните 100-150 години од кога се вршат редовни и релативно прецизни метеоролошки мерења, веќе се искачува до нивото блиску до 2 степени. Значи, просечната глобална температура е речиси 2 степени повисока од она што било во мерењата некаде 1880-тите, 1900 година и така натаму. Значи, навистина имаме драстично покачување, а она што го споредуваме како податоци за територија на Македонија покажува некое покачување од околу приближно блиску до 1 степен Целзусов за последните 70 години. Климатските промени тоа е навистина многу комплексен, многу сложен процес и действува скоро на сите аспекти на живеењето, на стопанството, на економијата и така натаму, почнувајќи од проблеми со водоснабдување, проблеми со појава на шумски пожари, проблеми со се почеста појава на непогоди, особено поплави, претерана ерозија, слечишта и така натаму. Така да, навистина, особено ако земеме во предвид ефектот врз дистрибуција на водата, површинската, подземната и рековме, поентата главна е што имаме на некои климатски елементи, посебно како што е или метеоролошки елементи и појави, како што се врнежите, изразита во последни децении се појавува изразита концентрација на непогоди, на чести силни интензивни врнежи и така натаму, кои што предизвикуваат ефекти како што ги спомнавме, значи поплави, брзи ненадени поплави или поројни поплави и појава на пребрзо отекување на површинските корисни води, поради што
бројни извори пресушуваат и така натаму, а од друга страна имаме се почеста појава на долги летни сушни периоди со топлотни бранови кои па предизвикуваат појава на пожари, на медицински последици кај луѓето и така натаму. Шумите се извонредно значени и тие се во тој процес на кружно движење на водата, така да онамо каде што отсуствува шумска покривка, односно каде што се уништени, девастирани шумите, значи обично имаме појава на поројни водотеци, на претерана ерозија, на слечишта и така натаму. Во тие подрачја имаме и недостиг од вода, затоа што, реков, водата површински многу брзо истекува кон реките, кон потоците и така натаму, предизвикува поплави кога има силни врнежи и слично. За разлика од подрачја кои што се добро пошумени со добар вегетатски склоп, каде што голем дел од површинската од врнежите се задржува, значи и истекува постепено многу побавно со месеци, што се вели, истекува и тоа е таа корисна вода која што ни е неопходна. Значи шумите имаат извонредно значење во регулирање на циклусот на кружно движење на водата. Секако да, значи една од главните проблеми и главните точки кои што представува закана во однос на климатските промени, глобалното затоплување и така натаму е она очекуваното намалување на корисната вода. Без оглед тоа дали врнежите и колку ќе се намалат, веројатно ќе се намалат за одреден процент, меѓутоа главното е она што рековме, што имаме големи флуктуации, осцилации во врнежите. Значи, за разлика од релативно порамномерниот распоред на врнежи порано, сега имаме значи, така наречени поројни, силни, интензивни врнежи за краток временски период, па потоа се јавува суш. Пак повторно врнежи за краток временски период, пак суш. Што на некој начин, значи, рековме, драстично намалува количината на корисна вода од било кој аспект, од биолошки аспект, па и од аспект на користење за човекот и така натаму. Во таа смисла, значи, количеството на таква корисна вода се повеќе се намалува и се повеќе ќе се јавува проблем со недостаток на вода за пиење, наводнување и така натаму. Еден од ресурсите кои што може да биде некаква алтернатива се подземните води, затоа што подземните води всушност оној дел од водата што брзо истекува кон реките, преку реките може да навлезе и да во тие така наречени водоносни хоризонти, ама за жал ние тука во Македонија се уште нема доволни истражувања на количина на и квалитет на подземни води, така да во идниот период веројатно ќе мора да се малку повеќе посвети внимание на тоа нешто. И нашата земја ќе биде зафатена од предизвиците кои што ги носат со себе климатските промени. Тоа најмногу ќе го почувствуваме во земјоделството, но и во други области. Република Македонија има богата и единствена биолошка разновидност поради својата географска сложеност и комбинацијата на континентална и медитеранска клима. Биолошката разновидност е представена со скоро 22.000, од кои преку 1.000 се ендемични видови. Вака, зелена агенда е нешто кое што од 2020 веќе во Софија е подпишано, кое е дел од големиот европски зелен план, каде што и ние сме сегмент од тоа, значи ова е глобален процес, но ја би рекол дека она што кај нас е засегнато, вие го напоменавте едно од органското производство, но да не забораваме дека тука и како се внимава на заштита на вода, на почва, зборуваме за заштита на воздух, бидејќи сето ова се од 4-5 активности кои што глобално ги имаме. Циркуларна економија која како е битна, иако зборуваме во делот за земјоделство, но зборуваме за намалување на загадувањето, односно добро управување со отпадот, зборуваме за проекти кои што како регионални центри, но да се надовржеме на ова конкретно кај нас, што е, значи ние како потенцијал во зелена обработка, односно зелени производи кои што и како ќе бидат значени за потрошувачите, бидејќи зборуваме се повеќе за еколошка, за здрава храна. Ние како министерство веќе ова година направивме посебна програма за органско производство.
Приходите на поголемиот дел од населението, особено во руралните подрачја, директно зависат од биолошката разновидност, а може да се каже и дека функционирањето на општеството и економијата индиректно зависат од одржувањето на продуктивноста на важните екосистеми кои се изложени на ризик од последиците на климатските промени. Апсолутно дека земјоделството како производство е изложено и целото што се одвива е на подотворено. И последните години токму ги гледаме ефектите од климатските промени што ни се случуваат. Кога зборуваме за климатски промени, кај нас малте не се изразени сите можни варијанти на климатски промени, од обилни дождови, суши, имаме град кој што нанесува и како штета и рани, односно доцни мразеви кои ни се случуваат, имавме минатата година и некаде при крај на април да имавме големо измрзнување, поготово кај праските во делот на Росоман. Така да ефектите на климатските промени се очекуваат во Македонија во наредните години, 50 до 100 години, да бидат повеќе или помалку драматични. Некои од мерките за адаптација и ублажување на негативните ефекти од климатските промени врз биолошката разновидност би биле поодржливо користење на земјиштето и управување со него, подобра координација и управување со заштитените подрачја, подготвување соопфатни стратегии за управување со водите, како и употреба на обновливи извори на енергија. Она што ние го правиме како дел од стратегијата, односно дел од нашите мерки кои што може да ги превземеме преку нашите програми кои што ги спроведува Министерството, би набројал неколку. Пред се зборуваме за капитални инвестиции, каде што се големите брани во изградба, може да кажеме дека после еден подолг период, можеби од 40-50 години, веќе во последните 5-6 години сме навлезени во еден процес на градба на брани, што и како е важен за соочување и за спречување на ваквите климатски промени, пред се во делот на сушата, а поготово знаеме дека токму на ваквите култури, градинарски, овоштарски и сите кои што ги имаме, доколку не им се даде вода во правилниот момент, приносите се многу слаби. Тука зборуваме и за квалитет, и за стандарди, и се кои и како влијае. Во делот на заштита од град, градобини облаци, веќе трета година и ова година исто така е планирано, спроведуваме една активност со авионско засејување со сребро и одит. Одличен пример за на една ваква заштита во урбаните средини е повеќе зелени површини. Ако не може паркови, значи во секој кварт да има малку трева, озеленување, дури ако пак го нема тоа како површина, затоа што потребата од површина и градење на нови објекти е се поголема и поголема, може на самите фасади да се направат зелени површини кои што ќе емитираат добри гасови кои што ќе прочистуваат воздухот, или на крововите се формираат летни бавши светоци, и во нашата средина има такви објекти. Она што исто така делот, барем програмата што ја работиме и во делот новија зелени инвестиции, зборуваме за се поголем недостаток на вода, така да имаме планови за бушење на бунари во такви места, токму за обезбедување на вода на домашните животни, а секако тоа и како значи и за работа на терен на самите луѓе кои што се таму вклучени. Направена е всушност идентификација на главните антропогени влијанија кои предизвикуваат ранливост од климатските промени. Тие се изградба на хидросистеми, особено во планинските подрачја, изградба на системи за црпење на вода, изградба на патишта, поставување на далноводи и столбови, градба на индустријски објекти, проширување и напуштање на обработуваното земјиште, неконтролирана експлоатација на шумите. Во делот на системите за наводнување би додал, значи покрај големите брани се градат и неколку системи за наводнување. Пред се би го кажал како позначен кредитот од КФ, Германската банка, каде што 80 милиони евра се планирани задолжување и 40 милиони евра национални пари. Тоа се 120 милиони евра инвестиции кои треба да бидат инвестирани во наредните 3-4 до 5 години во зависност од динамиката, каде што 4 системи ќе се стават во функција, односно се вкупно би зборувале за некаде можеби 12 до 15 000 хектари дополнителни површини под системи за наводнување. Така да ова се деловите кои што би ги рекол дел од планот, од програмите, а секако дека ваквите програми ќе продолжат и понатаму.
Климатските промени ќе се одразат на 79 видови габи и мовови, 74 видови алги, 392 виши растенија и 113 рбетници. Климатските промени ќе влијаат и врз водите. Се очекува намалување на достапноста на вода за 18% до 2100 година. Промената на климата е глобален проблем, но последиците ќе се чувствуваат таму каде што се и причините за нив, на регионално и локално ниво. И токму овие проблеми ќе бидат причина за се поголемата грижа и планирана акција. Градовите се ранливи поради големата концентрација на населението и изградените објекти на помал простор, но градовите се и многу зависни од инфраструктурата, транспортниот систем, комуникациите, дистрибуцијата на вода и енергија, системите за одведување на отпадните води и собирањето на отпадот. Концентрацијата на луѓе и добра во градовите, како и нивната зависност од овие инфраструктурни системи ги прават градовите ранливи на климатските промени. Поради тоа климатските промени мора да се сватат како сериозна закана по животната средина, здравјето и благосостојбата на луѓето, достапноста на природните ресурси и храната, економијата, изградената инфраструктура и квалитетот на животот. Ја поставуваме мастиката врз самата површина на шишето и веќе ќе може да видите на самото шише како постепено се прави дупка во зозанската обвивка. Екологик како организација работи активно во полето на неформално образование на тема животна средина, при што климатските промени се главниот акцент. Целта е да ги заекнеме капацитетите, моменталните капацитети и знаења на наставниците и на воспитувачите од основните и од градинките во поле на, ајде да речеме, ја би го рекол, разубавување на процесот на образование за животна средина и климатски промени преку искуствено учење. Искуствено учење значи, ајде да речеме, интерактивен процес на образование, на едукација, каде што двете страни, и наставникот, воспитувачот и ученикот се прилично активни. Нема пасивна страна во случајот и најчесто тоа е преку одредено искуство, односно ние ги викаме експерименти, каде што тоа се специјално дизајнирани активности кои им се даваат на наставниците, при што истите ги спроведуваат со нивните ученици. Екипата на Приказна беше на една ваква интерактивна работилница која минатата недела се одржуваше во Скопје. Во моментов 6 месеци, скоро 6 месеци како е стартувана програмата, која инаку е имплементирана од страна на Екологик и УНИЦЕФ, а поддржана од страна на Шведска. Многу поголем фидбек добивме од што очекувавме. Во смисла на да, големи ни беа очекувањата на стартот, бидејќи атрактивна е темата, корисна е, битна е во секој сегмент на општеството. Меѓутоа, она што го добивме како фидбек, искрено не збуни во позитивна смисла, бидејќи повеќе училишта и градинки бараат да се вклучат, аналогно нова повеќе наставници и воспитувачи бараат да се вклучат, што значи дека повеќе деца се сретнуваат со ваков тип на образование за животна средина и климатски промени. Годиниве наназад покриени се сите нивоа на образование, а заедничката соработка на сите инволвирани во процесот ќе значи и позитивни резултати во иднина. Во поглед на тоа, институционална соработка, институционално аспект на училиште и градинки, да, и како добро ни е развиена и имаме редовна комуникација и фидбек и разбирање меѓусебно, бидејќи ние се поставуваме со нив, ајде малте некако колеги, бидејќи она што ние го развиваме, сакаме тие да го тестираат и да ни дадат коментари за ние да го направиме финалниот производ, меѓутоа со нивни коментари дали е добро, лошо, апликативно или не. Во поглед на институционална соработка со државни институции што се во поле на образование, да, имаме комуникација, имаме соработка, меѓутоа во моментов поинтензивна ни е комуникацијата со училиштата и со градинките. Овие програми се стремат да придонесат кон систем кој создава решенија на еколошки климатски предизвици и ги поддржува младите активно да се вклучат во одговорот на се поголемите ризици. Јас би рекол дека може би требаше да се почне малку порано, вака интензивно, од аспект на тоа дека што порано почнеме, толку поедуцирани деца ќе имаме за во иднина, што ќе носат многу покоректни одлуки во поглед на животна средина и климатски промени. Со тоа што јас искрено би рекол дека добро, еве почнавме сега, прилично интензивно е. Идејата е на крај во образовниот систем да има официјални програми по кои ќе се водат и воспитувачките и наставниците. Бидејќи само така можеме да имаме константен процес на едукација на децата.
Бидејќи ако имаме она како се вика проектно базирано, тоа нели го има сега, па го снемува, го има утре, па го снемува. Ова веќе ако отидеме, а натаму одиме, да влеземе системски во образовниот процес, мислам дека многу работи ќе станат полесни не за нас, за наставниците и учениците. Розови тигри и златни гуштери и што уште не е насловот на изложбата која е во тек во резиденцијата на Европската унија во Скопје, а главна тема е спречување на колапсот на биодиверзитетот. Еден интересен пристап на уметниците кои што се овде селектирани да пробаме заедно да повикаме еден апел, да повикаме до една акција која што треба сите да ја направиме ако сакаме да ја спасиме планетата. Секој на свој начин се осврнува на оние најгорливи проблеми на планетата. Изложбата е дел од кампањата на Зелениот договор што делегацијата на ЕУ ја започна во ноември минатата година, повикувајќи на силна политичка посветеност и итна акција на сите нивоа во справувањето со климатските промени. И на оваа изложба најмногу уметници всушност одговорија на што е она што ние го пореметивме, го сменивме патот на тој биодиверзитет и навистина е во опасност. Она заедничка хармонија која што имаме со природата, всушност ја покажуваме тука. Тоа е нераскинлива врска, а ние како најинтелигентните супериорни суштества токму за тоа треба да се погрижиме. За поставката се изработени дела од 6 македонски уметници кои ги разоткриваат аспектите на климатските промени и важноста на биодиверзитетот за човечкиот живот. Овие 5 уметника, Вана Урошевиќ и Зоран Тодовиќ, Маја Кировска, Велимир Жерновски, Ненад Тонкин и Озбек Ајвас беа нашиот избор како галерија Акантус да бидат присутни на оваа изложба, секој со свое дело. Траеше процесот подолго, многу е битен разговорот меѓу уметниците и всушност нивниот пристап и нивната идеја не охрабри дека ова може да биде една добра инспирација за сите да се позагрижат што понатаму. Уметничките дела ќе послужат како мотив за размислување при интерактивните дебати што делегацијата на ЕУ ќе ги организира во следните 3 месеци. Изложбата ќе биде отворена за јавност до 20 мај 2022 година. Резервација на време за посета и бесплатни билети може да се добијат преку Facebook страницата ЕУ за култура. Планинскиот бор е распространет во субалпските и во алпските зони на планините Мокра и Шарпланина. Како резултат на климатските промени, предвидено е големо намалување кај овој вид до 2050 година и целосно исчезнување до 2100 година. Водните ресурси во Република Македонија се чувствителни на климатските промени и во однос на квантитетот и во однос на квалитетот. Вкупните просечни врнежи се очекува да се намалат за 8% во 2075 и за 13% во 2100 година. Намалувањето на достапните површински води за реката Вардар се оценува на 7,6% во 2025 и на 18,2% во 2100 година, а за брегалница на 10% во 2025 и 23,8% во 2100 година. Постојано ќе се намалува и полнењето на подземните води во речниот слив на Вардар и во 2100 година ќе има околу 57,6% од сегашното ниво. Како заклучок, генералната достапност на водата во Република Македонија се очекува да се намали за 18% во 2100 година. Секторот шумарство во Република Македонија се очекува да претрпи значителни влијанија од климатските промени, особено бореалните шуми, врз кои влијанијата можат да бидат навистина драматични. Шумите во земјата се најранливи на зголемените температури, почестите шумски пожари и промените во продуктивноста на шумите. Најзначајните влијанија врз шумите во периодот помеѓу вториот национален план и третиот национален план се шумските пожари,
Околу 2800 шумски пожари се евидентирани во периодот помеѓу 1999 и 2012 година, во кои изгореле речиси 130.000 хектари шуми и шумско земјиште, што предизвикало директна или индиректна штета процената на околу 67 милиони евра. Сегменти од управувањето со шумите кои се сметаат за најранливи до 2025 година се планирање на управувањето со шумите, употреба на шумите, заштита на шумите, лов и туризам и шумарство. Штедење на енергијата, рециклирање, садење на дрвата се дел од нештата кои може да ги направиме и секој еден од нас и на тој начин да придонесеме за справување со предизвиците кои што ги носат климатските промени. Верувам дека сето она што го споделивме ќе ви биде корисно како информација со цел и вие да дадете свој придонес. Довидување до следната приказна.